Мешовитата македонско-бугарска комисија за историја стана комисија на Република Северна Македонија и Бугарија. Ова е исходот од средбата на телото, кое треба да го реши историскиот проблем со Софија. Дел од медиумите објавија дека веќе нема да се користи придавката македонски во записниците, но ко-председавачот од македонска страна демантираше, но половично. Напредокот што е постигнат, според Ѓорѓиев, бил на техничко ниво. Се договориле во записниците дословно да се цитираат дискусиите на двете страни, со оглед дека и двете страни остануваат на своите позиции околу придавката. Дискусиите ќе се цитираат точно онака како што ги кажале дискутантите. При тоа мора да кажеме дека придавката македонски беше во употреба и пред тоа и сега е во употреба. Само во одредени ситуации тие инсистираат таа придавка согласно Преспанскиот договор и согласно договорот што го има меѓу Македонија и Бугарија за јазикот, тука да се применува тој договор. И не станува збор за апсолутно целосно неупотреба на придавката македонски. Во историски концепт таа придавка ќе се употребува. Македонски народ, македонска нација. Значи на технички начин сите дискусии и нивните и нашите ќе бидат целосно пренесени во записникот. Заев денеска прашан за употребата на придавката македонски во записниците на Мешовитата историско-образовна комисија. Рече дека таа ниту досега, ниту сега не била проблем. Таму како се дискутира од страна на нашите историчари и бугарските историчари стои секако кажал, не знам, професорот Драги Ѓорѓиев, македонските учебници треба да бидат соодветно на тоа поставени. Македонскиот јазик треба да реферира на соодветно на нашите традиции или слично. Од опозицијската ВМРО ДПМН реагираат, велат Заев е опасност за идентитетот и го распродава. Заев и останатите ги држат македонските граѓани во мрак и не говорат јавно што се преговара во врска со договорот со Бугарија. Уште позагрижувачко е што се што преговараше оваа влада, молчејќи без да ги информираат граѓаните и опозицијата, на крајот се покажа како фатално за македонските интереси. Затоа ги земаме со резерва овие штури оправдувања во врска со изоставување на придавката македонски. Откако се појави информацијата дека придавката македонски ќе биде изоставена и ВМРО ДПМН реагираше на тоа, од владеачката партија соопштија дека опозицијата ширела лажни вести. Покрај реакциите на политичките партии, со дузина коментари се јави аналитичари, јазичари и експерти, кои велат дека комисијата не е онаа која ќе договара за името на јазикот и слично, оти тоа не спаѓало во доменот на решавање на историските прашања.